Председателе, колеги пратеници. Вака сега зборуваме околу новиот предлог закон кој што треба да овозможи одложување барем на пописот на резидентното население од 5 септември до 30 септември и некна имавме една многу вака чудна ситуација затоа што од една страна министерот за правда Маричич излезе со една изјава дека уствари и покрај се и покрај договорот кој што се постигна претходно дека пописот ќе почне, додека директорот на ДЗС не беше достапен за коментар. За да на први, тоест вчера, исто и премиерот Заев, мислам ја потврди таа иако кажаа дека нема да излезат попишувачите на терен, ја потврдија информацијата дека податоците наводно собрани овие неколку дена додека не се одложи како се вика попишувањето на резидентно население, дека ќе влезат во севкупните податоци. И сега имаме една толку конфузна ситуација, че ситуацијата беше и претходно конфузна и луѓе што се разбираат малку тоа како се одвива попис, знаат дека една од клучните работи за пописот е да има еден критичен момент. Ние сега во оваа ситуација имаме дури 3 критични моменти. Прво имавме 2 критични моменти. Прво пописот за диаспората започнува на 1 март, па пописот за резидентното на 1 април. Сега имаме попис на диаспора од 1 март, имаме попис на резидентно од 1 април и сега имаме повторно попис на резидентно население од 7 септември. Тоа е непознато во статистичката пракса. Од 5 септември. Од 5 септември, да, пардон. Така, законот немојте 7 септември, па испаѓа 5, да, моја грешка, се извинувам. Така, предлог законот. Се ствара една толку конфузна ситуација, една карма каша, ние немаме фактички еден момент према референтна точка према која што ќе се раководи пописот, ние сега имаме дури 3. И сега сака вака нешто малку да кажем и околу договорот кој што се постигна меѓу најголемата опозицијска партија, и власта, за околу наводното отстранување на опасноста од ковид, дури теоретски да успееме некако сите попишувачи да ги вакцинираме 2 пати, вакцина и ревакцина, може секој да отиде на интернет и да прочита, убаво се гледа дека да, за нив опасноста ќе биде драстично намалена, но за населението кое што ќе се попишува нема да биде. Дури и луѓе кои што се имунизирани, кои што се здрави, може да шират ковид. Што значи тој аргумент, иако се постигна договор, пак останува. Сега, како да кажам, дури тој аргумент да не постои, да замислиме дека не сме во ковид криза, едноставно на таа средба помеѓу Заев и Мицкоски мораше да бидат на маса ставени и методологијата, тоест сите методолошки недостатоци. Ние како левица ќе теравме оваа кампања и да не беше ковид кризата, затоа што, како да се изразам, главниот дел на месото на проблемот тука е методологијата. И сега вака. Да почнеме да ги разгледаме најбитните методолошки проблеми. Првото и најосновната работа која што се случува, се уште ќе се случува, до 30 септември, а не сме да се случува, тоа е пописот на диаспората. Ние имаме попис на диаспора, Република Македонија е единствената земја која што ќе врши попис на диаспора. И сега ќе земеме еден интересен пример, ајде да земеме да речеме Италија како земја и да разгледаме диаспората на Италија. 63% од населението на Аргентина се декларира дека се по потекло италијанци. Кој хаос би бил за Република Италија да земе и да го попишува мнозинството на население на друга земја, на Аргентина. Понатаму, само во Соединените Американски држави имате околу 17 милиона италијанска диаспора, во Франција 5 милиона, во Венецуела 2 милиони. Тоа е нонсенс. Попишување на диаспора е нонсенс. И еве еден многу битен момент кој што мислам дека до сега не беше кажан или не беше доволно истакнат, а тоа е на кој начин се става диаспората и резидентното население во различна положба. Тоест за диаспората пописот е незадолжителен, додека за резидентното е. За резидентното дури нели се прети
со казни, и беа спомнати дули и кривични и слични такви работи, затвор и така натаму, ако не се попише, додека за диаспората е незадолжително, затоа што вие немате механизам да ги натерате луѓето од диаспората да се попишат. Што значи вие најмногу што може да направите со диаспората е да терате евиденција. Само евиденција. И сега ние гледаме како, например, несразмерно една од диаспорите, која што дел од државниот апарат фактички тера цела кампања за таа диаспора да се попишува несразмерно во однос на друга диаспора. И тука на друга диаспора не мислам само македонска, еве например ние имаме и голема турска диаспора. Значи ние имаме цели генерации на турци кои што имаат тука родители или тука имале баба и дедо. И сега само во една етничка заедница се врши страшна кампања за таа диаспора да се попишува. Значи ќе се попише само, не знам, една третина, една четвртина од вкупната диаспора и ние тоа ќе го прогласиме за попис. Не, тоа не е никаков попис, додека се не се попише, не е никаков попис, тоа е најмногу што можете да го прогласите за некаква си евиденција и тоа на доста несмесна евиденција, ја би рекол. Понатаму, попишување со матичен број, непознато у светската пракса, понатаму давање на лични податоци од трето лице, непознато у светската пракса и забрането од меѓународни конвенции, дел кои што и Република Македонија ги има подпишано. Понатаму недефинирани документи за попишување, значи се уште стои у нашиот закон таа фамозна дефиниција соодветни документи, значи скоро се може да важи. Па еднаш рековме можеби шенска книжка од библиотека, така. И на крај доаѓаме до проблемот со врзаниот потпис, исто непозната пракса во светот, каде што несразмерно се дава моќ на една парламентарна група од само 15 пратеника да може да доминира и да го држи целиот законодавен дом, а со тоа и државата фактички во заложништво. Значи вие со сите овие работи кои ќе се соберат на куп, со тоа што ние веќе имаме и дојави дека огромен дел од лаптопите кои што треба да се користат не ни работеле, дека имате технички проблеми, дека не е ни завршена обуката на попишувачите, сето тоа заедно со масовниот бојкот кој што се очекуваше од кампањата која што ја водеше Левица, гарантираше ништо друго освен неуспешен процес. И затоа всушност и тој договор меѓу Мицкоски и Заев мораше да се случи. Значи, не само недостатоците што ги спомнав, туку и сами луѓе од власта на некој начин го уништија кредибилитетот на целиот процес. Значи, ние го гледавме вице-премиерот Груби на државна сметка како селективно и оди во одредени држави, па како тие и лобира нели тамошната диаспора да се попише, како политичари од тие истите држави повикуваат на попис како тоа да е нивна работа. Понатаму министерот за правда Маричич, кој што ми е криво што не е тука, значи изјави дека правичната застапеност ќе се раководи по севкупното попишано население, тоест по диаспората. И еве вака да дам, значи, да луѓето да сватат што значи тоа во пракса. Тоа значи ако имаме некој, си да речеме, село или мало градче од 10.000 жители, кај што 5.000 жители се иселиле, и сега ќе се попишат 5.000 жители кои што живеат тука и 5.000 од диаспора. Правичната застапеност во локалните институции на тоа градче или село ќе се раководи према 10.000 население. Значи дупло. Значи тоа е нонсенс. А да речеме, ако имаме ситуација да имаме празно село, сега таму ќе треба луѓе да вработуваме, значи само ќе има администрација додека жители нема да има. Што значи ние свесно дозволуваме пописот на диаспората да влијае тука економски и тоа по ниеден стандард, значи не е дозволено. Со ова станува јасно дека тука не се работи за никаков попис, тука се работи за фалсификат на материјалната реалност која што постои во оваа држава. И јас сметам дека најголемиот дел од населението на оваа држава го прозре овој план, значи пак ќе кажам, и у најголем дел и власта сама си го саботираше. Значи сега од септември стартувате од многу потешка позиција. Значи прво стартувавте од една, како да кажам, наводно чиста позиција дека ова е статистички процес, дека нема да има политичко мешање и така натаму. Сега стартувате од изволкан процес, од делегитимиран процес и ова ќе ви биде многу потешко да го спроведете во септември. Ако нема, само да завршам на кратко, ако нема сериозни поместувања во методологијата по светски стандарди,
по европски стандарди, по ЕУ стандарди. И тука јас зборувам за стандарди кои што и албанските партии, сите партии тука во парламентот наводно се за тоа, ако нема поместување методолошки, вие ќе го доживеете тоа што требаше да го доживеете сега на 1 април. Значи, нашата кампања нема да застане, нашата кампања ќе се реактивира и ќе имате масовен бојкот, да, само накратко. Ќе имате масовен бојкот во септември и ако се дрзне власта да казнува 1 месец пред избори или да проба да спроведе ваков фалсификат на сила, ќе доживеете и колапс на изборите.